5429 жители на источниот регион официјално си заминале од своите родни градови и села. Статистичките податоци говорат дека во овој регион во 2012-та имало 179.770, а во 2019 година 174.341 граѓани. За 8 години илустративно, овој регион е изгубил популација колку што брои најмалата рурална општина Зрновци. Но податоците не ја даваат јасната слика за емиграцијата и емиграцијата во Брегалничкиот регион. Офатени се само оние кои легално се пријавиле за престој во друга земја, а се одјавиле од матичната. Напуштени куќи, урнати фурни и огништа, од кои што останале само камењата. Жиганци во општината Чешиново Блешево пред 18 години беше едно од најбогатите и живи села, а сега е со над 30 напуштени куќи. Жиганци имаше 7 продавници. Тоа народ имаше, фудбал се играше, утакмици правиме. Свашта имало. Сега сите млади одеа странство. Кој Германија, кој Италија, многу млади напуштија. Едно 30 куќи празни во селото. Зошто? Нема живот. Кај ќе работат? Нема ни школа, нема деца. Народот еден пат бојца стана, ништо. Сами се. Старени пензионери, ние што ќе работим? Не може да работиме, крај. Вашите деца каде се? Моите едното е во Штип, там неде работа, едното е тука со мене. Замениме во Овчарлако. Он заврши ветеринарен техничар, не може да најде работа. Останале со мене заедно. А одека народот страда нема 5 динара пари, не може да си купат дрва, не можат. Нема откуп за оризот, нема ништо такви работи. Одамна имаат водовод, но не и канализација. Пред неколку години изградени се мостови преку кои се поврзуваат со суседните општини Пробиштип и Карбинци, но младите се заминале, а на вратата на училиштето е ставено катанец. Основното училиште Страшо Пинџур во селото Жиганци во општина Чешиново Блешево веќе 5 година е затворено. Обрасното е со трева, прозорците се испокршени. Во него не се слуша детскиот джагор. Затворено е откако во него останале само 2 деца. Напуштеното детско игралиште и радиосаните лулашки во училишниот двор говорат дека истокот одамна ја изгубил битката со наталитетот. Мештаните причините за исилувањето ги гледаат во долгогодишното неинвестирање во инфраструктурата, но и во ниската цена на оризот. Пред 20 години од една реколта купувале станови или земјоделска механизација, а сега им останува колку да преживеат. Истата слика е и во соседната општина Карбинци. На само 4 километри од Жиганци е селото Крупиште, првото урбанизирано село во регионот, со широки улици и тротоари, какви што немаат и одредени населби во Штип. Ѓорги Мицов вели индустриализацијата во 70-тите години на Штип ја исели младата популација од Крупиште. Побегани се во Штип, Скопје. Вашите деца каде се? Моите се во Скопје. Сите. Па 2 се, 20. И зошто отидоа? Па на работа, да работат. Јас сум од 2001 година во Скопје иселен. Поради тоа што тука немаше работа, немаме ниви за обработување и затоа си селив. Земав некој камионче и со тоа отидов в Скопје и екзистенцијата ја видов там. Би се вратил овде или не? Тешко. Зошто? Тешко, затоа што нема што да работиш. Нема, може да се вратам едино на пензионерски денови. Жителите на Жиганци и Крупиште без разлика за која партија се определени, за пописот се едногласни дека мора да има. Вратите на пописните комисии ќе им бидат отворени. Ќе отвориме. Ако дојдат. Пописот мора законски се гледа. Не може тоа така да се надиотера. Јас сум уште на штипска адреса, на Крупиште се водам. Значи, ако дојдат у Скопје да прават попис, ја исто ќе се пишам дека сум си во село. Значи, без разлика, јас немам потреба од нешто да скријам.
Секој од 8 плански региони во земјава е со свои специфичности и потреби за развој. Советот на градоначалници на Источниот плански регион смета дека сегашните статистички бројки и методологијата со кои се определува степенот на развиеноста на регионите не е реална, а оваа искривена слика ќе се поправи со пописот. Очекувам дека со пописот ќе се добие методологија која што ќе биде кој што ќе даде реални резултати и според кој што реално ќе се рангираат овие плански региони за да може да се и реално одреди висината на средствата кои што ќе добиваат со цел да се избегне тој неравномерен регионален развој кој што е присутен во рамки на оваа наша регионална поделеност. Пописот на општините и на планските региони ќе им даде насоки каде да инвестираат, во кои населени места и зони, бидејќи погрешните инвестиции на истокот направија и топ листа на промашени проекти, вредни неколку милиони евра, како што е патот кон можниот граничен премин Црната скала и изградбата на инфраструктура за индустријските зони во Делчево и Берово, кои по неколку години се празни ливади.